Бугарските политички турбуленции нема да влијаат во изградбата на железничкиот тунел што ќе ги поврзе Македонија и Бугарија, дециден е вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Тој вели дека ова лето багерите ќе бидат поставени на терен, а во моментов се работи на документацијата за подготовка, изградба и оперативност на меѓуграничниот железнички тунел. Најдобра потврда за ова што кажувам е дека вчера и завчера се случи првата средба на техничко ниво помеѓу директорите на двете железнички инфраструктурни предпријатија и нивните тимови во Софија, на која што се работеше интензивно на подготовка на документацијата, која што главно ќе е она што ние веќе го имаме сработено како документација. Втората средба ќе биде во јануари. Истовремено, надлежните заедно со Агенцијата за просторно планирање работат на нов просторен план, кој според Николовски од стратешко значење за идниот развој на државата. Тој потенцираше дека Македонија, како природна крстосница меѓу југоисточна и централна Европа, мора јасно да ја искористи својата геостратешка позиција. Гледате во овие глобални предизвици колку е значајно Македонија енергетски да се поврзува, и во таа насока изградбата на интерконекторот кој што треба да не поврзува со Грција, како и планираниот интерконектор со Србија, ќе значат дека Македонија ќе стане и енергетска раскрсница, а во меѓувреме интензивно се работи на далноводно поврзување со соседна Албанија преку далноводот Охрид-Елбасан, на веќе постојното добро поврзување со Бугарија, со Грција и со Србија, секако и со Косово. Тоа е нешто што навистина ќе значи многу во енергетскиот развој. И во таа насока сметам дека е доста значајно да има соработка помеѓу сите институции за документот кој што ќе донесе навистина да е документ кој што ќе се почитува и преку кој што ќе се среди развојот на државата. Процедурата за носење на генералниот план е пропишана согласно закон. Во моментов агенцијата го има предадено нацрт просторен план. Се очекува планскиот период да биде до 2040 година. Во наредната година планираме да биде донесен предлог планот и исто да помине во собраниска процедура и да се донесува. Значи просторниот план се носи неколку години, има изготвена методологија. Од владата очекуваат новиот план за просторно планирање да биде донесен низ транспарентен процес и со него да се решат бројни дилеми и да се постави патот за развој на државата до 2040 година.